Добро вечер, почитувани гледачи. Не постои апсолутна вистина, така велат, но постои добар новинар. Од тие причини вечерва со нас во студиото е господја Светлана Антич Јовчевска. Добро вечер, господја Јовчевска. Добра вечер и благодарам за поканата. Вие, измеѓу другото, деновиве сте добитник на ноемвриската награда на град Куманово како новинар. Работите долги години и сте една од првите генерации во Македонија која дипломираше на Универзитетот Кирил и Методиј. Имаме ли можност да направиме една кратка паралела? Како тогаш, како денес? Да, јас сум трета генерација на интердисциплинарни студии по новинарство на правниот факултет. Вие бевте првата. Така. Се запишав таму затоа што кога требаше да бирам помеѓу Белград на политички науки и Универзитетот во Скопје, во последен момент се одлучив за Скопје затоа што тука се запишаа моите 4 другарки со кои бевме неразделни и за да не се оддалечиме, одлуката е донесов така во последен момент и реков добро и јас ќе одам во Скопје, не знаев што е тоа интердисциплинарни студии, знаев само новинарство и крај. Така. И не се покајав. Се сеќавате ли што беше тогаш пресудно да се запишете на новинарство? Вела дека новинарите се радознали, дека многу сакаат да читаат, дека се обдарени да пишуваат или? Јас можеби сум била како ученик, како дете обдарена, сакав многу да читам и многу читав. Читав и книги, читав и весници и разни списанија. Ја имав таа можност кога ќе им поминеше, нели, кога ќе беа стари оние бившо југословенски списанија. Татко ми работеше во Нова Македонија, па во политика, па пак во Нова Македонија и тоа што беше за фрлање, он ќе ми донесеше мене дома и јас читав, многу повеќе читав отколку што се играв со деца. И новинарството така како природно ми дојде и не сум размислувала ништо друго, апсолутно, да студирам, дури да не сум завршила факултет, мислам дека пак некаде би се барала себе си во новинарството. Не сум случајно во новинарството. Така, верувам дека сте се многу млада инфицирале со новинарството, а денеска младите имаат ли можност да се едуцират на тој начин како што ние се едуциравме, да не прозвучи како носталгија, меѓутоа разликите се огромни. Разликите се огромни и од 2000-та наваму и за мене и за вас или за тебе, ајде да поминеме на ти. Да поминеме на ти. Нема проблем доколку сакаш. Разликите се огромни, техниката, технологијата толку брзо оди напред, да ја не знам младите, да не се млади, не знам дали би постигнале се тоа. Во тоа време ние имавме можности, нели, да учиме само од книги. На нашиот факултет имаше многу малце книги, ни ги носеа од Белград. Јас се сеќавам, нарачував од Загреб книги за испити и така натаму. Не знаевме ништо е интернет, ништо е мобилен телефон. Дури и оној телефон фиксен ретко кој имаше. Меѓутоа мислам дека многу повеќе се дружевме, многу повеќе со колегите, барем јас, разменувавме разни мислења, филозофиравме нешто. Младите сега имаат други можности, ама за тоа па забегуваат условно на некоја друга страна. Например, јас кога ќе седнам на интернет, сакам нешто да прочитам и сум седнала за да прочитам тоа што ме интересира. Ја не се задржувам само на тоа. Во меѓувреме, ќе ми дојде нешто друго, таа апликација, отвори, затвори. И јас на овие години ми се случува да не сум дошла до крај до она што ме интересирало. А што да збориме за младите? Така. А веќе кога зборите дека се задржувате повеќе време на интернет, па барате интересни содржини, практикувате ли тие содржини кои што ве интересираат и кои во моментот ги читате, да побарате една компаративност во сето тоа, да побарате некое друго мислење? Бидејќи веќе е јасно и птиците знаат дека новинарите се делат на наши и ваши, на нивни, на леви, десни, на обоени, на
објективни и така натаму, дали ви дозволува времето пред се едноставно да го побарате и тоа друго мислење, па и да ставите прст дека не е се така како што пишува едната страна? Вака, јас со моето искуство многу не се занимавам со тоа да барам која страна што мисли. Доволно ми е јас да ја видам една информација и веќе имам свој став и знам што друга предпоставувам и блиску сум до тоа што другата страна го мисли. Не ме интересира, ама апсолутно не ме интересира кој каде припаѓа. Секој си има право да си избере каде ќе припадне. Мојот принцип е да не припаѓам никому, никаде, а да сум борец за професионално новинарство. Што подразбира професионализам? Не учеа, нели, да биде вистинито објективно. Да. И на крај дојдов до една констатација дека објективност за едните е, за другите не е. Вистината исто така професионализам. Значи да бидат застапени тие професионални стандарди, да се слушнат сите страни доколку е можно, а новинарот на крај нека каже нешто во извештаите, секако не. Новинарското коментирање на крајот од извештајот го пропастува извештајот. Не знам дали тоа на младите колеги некој им го кажал. Да се остави јавноста сама да се одлучи. За мене тоа е професионализам. Ние таков стандард имаме во Радио Слободна Европа, што многу сум благодарна што сум дел од таа екипа. Да, денеска вие таму сте дописник. Ама апсолутно никогаш не ми е кажано немој да го снимаш овој, тој од таа партија, немој оној, тој од... Тој рекол тоа, го пуштаме. Другиот рекол друго, го пуштаме. Нормално, без плукања, без говор на омраза. Значи едно културно однесување. Не велам дека ние сме идеални. Так. Нашиот медиум не е идеален, како што и не постои ништо идеално. Меѓутоа, мислам дека тој стандард и не е тешко и во нашите медиуми да се практикува. Ама, за жал. Ако новинарот пред се својата информација треба да ја создаде на факти, да почива на факти, дали вие како новинар постојано сте во апсолутна потрага по факти за некоја суптилна работа? Добро, сега јас... Или, се извинувам, сакав да ве допрашам, или споделувате информации со останатите колеги, што впрочем е пракса на новинарите? Па добро, јас се консултирам и тоа е нормално и со другите колеги подпрашувам да видам што знаат тие, меѓутоа, знаете како, искуството е нешто друго. Сега во овој период кога зборуваме и кога ќе се вратам на некои пред 15 години, голема разлика и кај мене, јас ги разбирам и колегите. Секако дека треба да постојат факти. Секако дека, ако јас имам една информација со некои факти, јас прашувам некој од колешките дали и нивните информации се исти, па да видам каде сум јас и што е тоа. Па новинарот треба и да размислува. Не може само да му се сипе у чаша и он да го испие тоа. Мора и да размислува, мора да има и свој став. Не мора тој негов став да е наметнат, да е многу забележлив, да е нападен. Меѓутоа, мора некаде да постои тој став, па тој стил, да се разликуваме. Мене не ми се допаѓа сега тоа. Најлесно е отиди на пресконференција, сними таму, земи ливче, исчитај кога ќе пуштиш, дали е К3, дали е, не знам, некоја друга телевизија, се исто, само други ликови или други гласови. Мене тоа не ми се допаѓа. Зошто не се разликуваме? Треба да се разликуваме. Јас дури внимавам и мојот прилог, кога ќе го правам на иста тема, после месец дена, да не наликува на претходниот. Затоа ли говорат дека досега забележителни едукативни часови имале од вас токму? Имаат ли младите новинари навики, потреби да ви се обратат, да издвоите време, да им се посветите, да им укажете?
Јас секогаш сум отворена за младите колеги, колешки. За жал сега нешто се појавуваат машки, ама многу слабо, повеќе стана новинарството женска професија. Јас секогаш сум расположена да им кажам. Меѓутоа се воздржувам тогаш кога ќе видам дека она што претходниот пат сум го кажала не го запаметиле. Јас се откажувам од таквите. Нема што више да разговарам. Никогаш, значи секогаш сум достапна за сите. Не е битно дали ги знам. Дури ми се јавуваат и од други градови, ми се јавуваат и од Скопје да ме прашаат колеги, колешки кои добиле телефон од било каде, кои ме знаат само по име, не дека сум ја нешто сега, вау, да се замислам. Меѓутоа, ете, останало или некој им рекол, праша ја неа. Тоа што знам, им кажувам, тоа што не знам, знам кој знае, им давам број, се јавуваат на други и така натаму. Значи, ја на секого во животот воопшто, а за новинарството не се штедам апсолутно и секогаш имам време и сакам да помогнам и сакам да кажам. Меѓутоа, ако јас еднаш го кажам тоа, втор пат или трет пат пак ми се јавува за исто или ме прашува исто, ја немам снага, немам сили ја да трошам за некој што ме прашала, не ме дослушал. Така, има ли Куманово солиден новинарски потенцијал и зошто многу малку новинари кои што се во медиумите ширум Македонија не се од Куманово? Така, ја мислам во Куманово не е проблем Куманово, проблем е глобален. Додека ние кога студиравме, кога ја биравме оваа професија, не ни беше битно да не има на телевизија, да бидеме звезди, да држиме микрофон, да се шетаме, да не препознаваат луѓето. Ја, например, и знам од моја генерација многу малку луѓе, добри новинари работеле во телевизија. Многу малку, два тројца, па веќе и тие не се. Значи, ние сакавме да пишуваме, ја сакавме професијата и така си велевме, ќе бидеме среќни ако само иницијалите ни стојат под текстот. Бевме скромни. Меѓутоа техниката, технологијата, ова ново лудо време, сега младите многу брзо се обидуваат да станат звезди, да ме препознават. По што да ме препознават? По ликот, по шминката, по силиконите, по што? Погледнете, почна новинарките да личат на турбофолк звезди. Мислам, секоја чест и за тие звезди, меѓутоа, новинарство е сериозна професија. Така и подразбира некаков. Ама тоа не е само кај нас. На однесување и на облекување, се сложувам. И ние, како можеме ние во Куманово да заостануваме за тој тренд? Па и мораме и ние да го следиме. Мислам дека тоа, ја честопати уствари велам, балонот се дува и тој еднаш мора да пукне. Пукањето ќе биде болно, многу работи ќе почнат да слегнуваат, да се, можеби јас нема да доживеам, и некои постари, помлади малку од мене, али мора да се случи. Ово изместен систем на вредности, ова формализирање на се и се што и на животот воопшто, суштината каде е? Ништо нема суштествено. Па нема ни во новинарството. И новинарите се луѓе кои ја избират ова професија да не седат дома, да земат некој динар, да им биде одскочна даска, да ги забележат луѓето, зборувам за младите, да ги забележат луѓето на екран, за да можат после да си најдат полесно работа, и тоа све си оди така во недоглед. Се надевам дека ќе се стави некој крај. Оваа професија е сериозна и мора сериозно да се работи и мора еднаш да се свати. Кој сака нека е на власт, мене не ми е битно, меѓутоа секоја власт во иднина треба да свати. Новинарството е битно. Новинарите ги почнуваат војните, новинарите ги почнуваат преговорите за мир. И до кога новинарите ќе бидат дежурни виновници за се? И до кога новинарите ќе бидат тие кои што го креираат говорот на омраза, многу популарни 3 збора. Јас се кажувам малку иронично. И до кога новинарите ќе бидат тие луѓе кои што
не ја пренесуваат вистината така како што треба. Да не кажам лажат. И до кога ќе се плукаат новинарите меѓу новинарите? Па тоа, ја секогаш почнувам од позади. Значи, новинарите меѓу себе ќе се плукаат затоа што тоа за нивна култура. Дали, ние се знаеме одамна, дали сме се плукале? Никогаш. Јас со некој од моја генерација никогаш не сум се плукала. Ниту пак постарите сум ги плукала. Ниту пак помладите сакам да ги плукам. Нека се плукаат, тоа е нивна култура. Тоа е срамно. Говор на омраза исто така. Али сме си знаеле да забележиме дека сметам дека тоа можеби и требаше овака да биде напишано или пренесено или и тоа е сваќано добронамерно. Ама тука нема ништо лошо. Тоа да не ги почитуваме различностите и мислењата на секој поединечно. Сега не можеме да имаме ист став кон нешто. И не треба да имаме. За исто говорот на омраза. Ја не знам што е тоа сега. Толку фрустрации, толку завидливост, толку омраза и тоа да се шири јавно. Ја дури често сум присутна од разни причини на социјалните мрежи. Ја кога ќе видам луѓе сериозни со вулгаризми, тоа е јавно, ама тоа е моje приватно. И јадно. Како приватно? Како може да биде приватно, интимно, ако ти го споделуваш таму со 1000, со 2000 луѓе кои те знаат или кои не те знаат? Јас внимавам што ќе кажам. Ја честопати нешто сакам да напишам, ама не го објавам, го бришам. Не, тоа не доликува на мене. Што ќе речат тие позади мене, што ќе речат тие пред мене? Не, ова не е за јавност. Во овој момент така се чувствувам. Може би после 5 минути нема да мислам така, а тоа веќе отишло. Значи, виновни се новинарите. Па виновни се дотолку доколку се виновни и политичарите. Ние сме тие, значи нашата професија е таа која го креира профилот на политичарите, а ние се ставивме во обратна насока, значи политичарите, ние да им слугуваме на политичарите, затоа што изгубивме достоинство, затоа што претходно нели кажам на кој начин сакаат луѓето да се занимаваат со новинарство, мислејќи дека тоа е многу лесно. Земеш микрофон, прошеташ, земеш изјави, тоа се техниката ќе измонтира и здраво ѓаци, сме завршиле работа. Значи, ние трчаме по политичарите за личен интерес, затоа што нашиот стандард е многу низок, затоа што гледаме дека сите други кои им се додворуваат на политичарите имаат лични интереси, фамилиарни интереси. Па јас зошто да не? Па нема да го напишам тоа така, ќе го напишам, нека му биде во интерес. И сега нормално секој човек кога еднаш ќе биде пофалено сака да биде стално фален и затоа политичарите сакаат новинарите да се пред нив на настан, да ги има во медиумот, да нема столче за нив кога треба да седат негде. Така. Како што, например, имаме ние, имаме не само деновиве, туку се случува често на одредени седници и така натаму, зашто ја многу сум револтирана. Значи не е битно дали ја Со право сте револтирана, господин Чевска. Како? Новинарите се канети со покани. Само, нели, имаше една пословица на времето, не канети гости стојат зад врата. Така. А новинарите се токму тие што стојат зад врата. Како нужно зло да се, а не... А сите, верувајте, сите сакаат да ги има во медиумот. И да ги имаат. И да ги имаат, добро, ама ајде да ги има. Зарем еднаш им се случило на моите... Ама ја не им се лутам на политичарите толку колку на моите колешки. Ја на моите колешки им се лутам. Ако некој што сакал да биде сниман, ти си го снимал. Објавено е тоа. Он има некаков добар бумеранг, тогаш тој и тебе и сите останати треба да ги почитува. Ако мене некој ме поканил да одам некаде, а не ми обезбедил место, ја ќе си одам. И ја тоа честопати сакам да им го кажам на колешките. Немаме каде да седиме, немаме слушалки за превод. Па ние зошто сме тука? За да на некого правиме звезда? За да некој прави кариера? А со нас да брише под? Па, мислам, тоа и до нас
Тоа и мене некои од политичарите ми викаат: "Ама ти објавуваш војна со мене, ама ти мене ми се лутиш." Не бе разбираш ти ја што сакам да кажам. Елементарните нешта ги барате. Не е тоа уопште. Затоа што, еве сега ќе се вратам назад, таа голема сала, например во комитет, што сега е реновирана, има агли. Во тие агли на времето имаше фотељи, столчиња и маса. Новинарите носат опрема. Ние сме секогаш натоварени. Камерманите носат опрема. Значи, тие луѓе, кога ја проектирале таа сала за такво нешто, за конференции, знаеле дека ќе има новинари. Точно е дека тогаш се пишуваше, ама тогаш колешката Мира Стефановска од Радио Скопје, после Македонско радио, носеше и тој, не знам ни како се викаше, голем магнетофон. Значи, некој размислува. Замислете сега да мора да се носи тако и треба да стоиш. На две колешки сега, баш на ова свечена седница, им се слоши. Јас станав да седнената, ама станав и од солидарност со колешките. Веќе кажува за вашиот Да. И на другата колешка реков: "Седни таму кај што е празно." Човече, мислам, жално е тоа, ама ние сме виновни. Јас секогаш вината е барам во себе. Ние сме виновни. Ако видиш дека не си доволно почитуван, ако видиш дека и на свадба нели мора да имаш место каде што ќе седиш, ако немаш на свадба место да седиш, ти си одиш, нели? Така. Зошто мораме ние да седиме? А и на уредниците би им порачала. Од вас зависи колку вашите новинари ќе бидат почитувани. Ама вашата кариера, дали е успешна или не, зависи од вашите новинари кои ве обслужуваат, односно го обслужуваат медиумот. Во право сте. Меѓутоа, да се вратиме пак на новинарите, јас би ве прашала, сте биле ли вие во некоја ситуација каде што не сте смееле, не сте сакале, од лични причини, од претечки причини да не објавите нешто? Ве молам, доколку можете да бидете искрена, но без да го потенцирате настанот. Сум објавила многу. Зошто таа воздишка? Па, затоа што ова е таква професија да више не знаеш ни што смееш, ни што не смееш. Едноставно, страста те носи или не те носи. Многу работи сум објавила, што не сум требала да ги објавам, на штета не на моја лично, на моите блиски. Не сум требала, ама лично ја тоа, и ако имало некоја штета или ако имало некој закани, сум си го заслужила веројатно, па после тоа се процесуирало и нека биде така. Меѓутоа, во последно време внимавам, не заради себе, внимавам заради моите блиски, затоа што тие не се должни да ги трпат тие последици. Се случија неколку штети, луѓето ни виновни, ни должни, ништо да настрадаат заради мене, заради некои мои 2-3 текста, тогаш во Дневник. На жалост, знаете како е, ако некој не може помагарето удира по самарот, и тоа е, па ќе оставам да кажам малку попродуховено, па и тоа е веројатно и Божја работа. Не треба така. И не треба новинарот да се воздржува, да напише. Не треба да има стигма, меѓутоа мора да има, ние сме луѓе. И ние имаме семејства. И ние имаме роднини, имаме блиски пријатели. Треба да се размислува и за нив. А оние што се чувствуваат погодени од тоа што е напишано, а не од тоа што е направено. Значи, не се срамат и не се плашат од некаква казна затоа што тие направиле нешто. Туку зошто тоа новинарот го објавил и целата вина се свртува наеднаш на новинарот. Па тој само си ја работи својата работа. А не начинот. Зборувате како да сте биле длабоко инволвирана во некој настан, јас се извинувам ако грешам во предпоставката, дури како да сте биле и во некоја кривична постапка. Да, имав, бев тужена еднаш, за жал. Смешно е сега, нели? Ба не, и тогаш беше смешно, ама траеше и немаше потреба од тоа. Немаше потреба. Меѓутоа,
се заврши така како што се заврши, ја бев ослободена и мислам дека залудно беше сето тоа, залудно беше што и тој што ме тужеше мораше да плати и така натаму. Меѓутоа, во животот не знаеш секогаш што е исправно, што не е. Во тој момент мислиш тоа е најисправно, а после се редат некои работи. Ја не сакам да се сеќавам на тоа, меѓутоа и не сакам новинарите да бидат виновни за криминалите, за убиствата, за нечесни и валкани работи што ги прават некои други луѓе. Новинарите мора да објават. Тоа им е работа. Јавноста мора да биде информирана. Таа бара. Така. Не можеме ние да... Кога тогаш се дознава? Значи, не можеме само туркај го тоа под тепихот, туркај го... Мора еднаш да излезе. Затоа новинарите се тие кои... Затоа и постојат да објават. Так. Дали е добро или не, за жал, повеќе обрнуваме внимание на она што не е добро, иако јас настојувам во мојата работа да имам и убави приказни, да пофалам луѓе, да истакнам тоа што е добро кај нив. Сепак тоа би требало да биде репер за некој подобар живот, за некоја подобра иднина, а не само лошо, само црно. Ако имаме убави зборови, убаво се чувствуваме, ако користиме лоши зборови, лошо се чувствуваме и така натаму. Треба да има и да биде шарено, значи и медиумот треба да ги прави, па дури дневникот да го прави шарен, не да претера со шаренило, туку сепак треба да има шаренило. Така. Предлагам тука токму кога зборувате за дека јавноста бара, какви треба да се медиумите, како новинарите, да погледаме еден прилог токму во Куманово што сметаат нашите сограѓани за нашите новинари од Куманово и за нашите медиуми. Па во Куманово претежно гледам скопски телевизии, па гледам, не, во Куманово посебно гледам Куманија тие нашите. Новинарите претежно прават што си сакат. Некои објективно ти изветуваат, некои послабо објективно. Углавном е добро, ама немам време кога гледам само вести некаде по некои емисии. Углавном влијае случувањето во градот, некои случувања така, новинарот не. Што е со политичко определение. Углавно новинари не се политичко определени. Куманово сметам дека постојат доволен број на медиуми и има новинари, но сметам дека никаде не постои, мислам на ниво на цела Македонија не постои слободно новинарство, односно сите медиуми зависат од која и да е партија, што со оглед на моменталната ситуација тоа е прифатливо, но сепак не би требало да биде така. Поред мене најдобрата новинарка во Куманово, која што ја освои ноемвриската награда, Светлана Античовчевска, мислам дека има постигнато голем успех. Доколку новинарот ја работи својата работа како што треба, сметам дека не треба да го наметнува своето мислење, туку да ги пренесува фактите и информациите на јавноста. Со тоа го формираат јавното мислење и сметам дека токму поради тоа новинарите имаат една од најзначајните улоги во општеството. Па добро е, јас сум задоволна, сепак гледам во Куманово, тука живеам. Сакам да се информирам. Супер е, има ли новинар кој би го издвоиле од Куманово? Па не ги познавам толку, пошто јас сум скопенка, али сепак живеам тука, ги гледам и сакам да знам што се случува. Добро е, све е како што треба. Добро е, све се кажува, ништо не се крие. И ја мислам дека навистина све е кажано. Па јас не би работела како новинар, затоа што сепак за тоа треба труд, напор, треба да се трча, да се организира. Еве не повторно назад во студиото, господја Јовчевска, да ве прашам, сте биели ли некогаш во некоја сериозно опасна состојба кога сте биле на некој настан на терен? Еве сега во овој момент се присетив на два настана.
Првиот беше 99-та година, кога беше НАТО бомбардирање на СР Југославија. И имаше многу протести во Куманово и Македонија, анти-НАТО протести. И сега тргнаа граѓаните по стариот пат кон граничниот премин Табановце. И нормално ние новинари отидовме таму, тоа е настан, не знам, некаде попладне беше, доцна попладне. И јас бев меѓу поискусните колеги, мислам, тие беа поискусни, јас помлада, да. И од една страна со панцири, полиција, наоружана, од друга страна овие што протестираат, ние на средина, како и секогаш, новинарите у сендвич. И не ни очекувавме, ајде ја што не очекував, туку што и овие поискусните колеги не очекуваат таква нешто. Се најде некој, почна да фрла со камења, со, не знам, тврди некои предмети по полицијата, која не даваше да се оди кон граничниот премин. Полицијата доби наредба да пука со солзавец и со тие гумени куршуми. Среќа нас куршумите не погодија, ама за тоа се наголтавме солзавец. Не знаевме што ни се случи. Неочекувано. А бевме, значи, ако тргнеме на една страна, овие гаѓаат со камења. Ако тргнеме на друга страна, овие пукаат. Мислам, тоа беше и тоа е едно искуство такво. И уште едно, ја не се исплашив, само непријатно беше чувството, затоа што бевме неподготвени да се справиме со солзавецот. Мислам, таа хемија се знае, блокира и очи и дишните патишта и така натаму. И 2001 година исто не се исплашив, дури потоа на моите пријатели албанци кога го прочитаа текстот и кога ме повикаа да ме прашат кои не беа во Липково и ме прашуваа добро како можеше да одиш, нели ти беше страв? И ја во тој момент си викам, па стварно требало да ми биде страв, ама ете не ми било страв. Ама непријатно е, например 2001 кога уште беше војната, да бидеш ти прв новинар кој известува за македонски медиуми, да одиш во тој регион каде што секој час имав извештаи на македонско радио за Дојче Веле каде што ги нарекував терористи, терористички банди, овакви, онакви, како што, нели. А отидов таму да видам кои се тие луѓе. Постојат ли или се марсовци? И тоа ми беше предизвикот, кога ми се укажа приликата, па одам да видам. Па сега не размислував за мојот живот. И фала Богу, нели. Добро беше само тоа кога кај Оризаре на првиот пункт ја мртва ладна се излегувам, демек слободно сум влегла. Двајца вооружени млади дечки кои беа припадници на УЧК. И тоа страшно ме погаѓа, од тогаш ја сватив дека он има ознаки УЧК. Што е сега тоа? Правиме ова. Меѓутоа, ајде, нели, нешто изиграваме некоја финоќа. Тоа ја го видов со мои очи. И со нив сум разговарала, и со командантите и така натаму. И ја на нив добар ден. Мислам, сулудо, нели, во таков момент. Може би тие дечки не ни беа од овој наш дел, може би беа од некаде од друго место. И тие се фатија за оружјето, македонски новинар шпион. Меѓутоа среќа после на еден нивен командант кој рече не, ако е македонски новинар, нека дојде. И наравно таму видов луѓе што ги знам. Што се уште ги среќавам. Да, поради баланс на разговорот, а се сеќавате ли на некој настан кај што еве новинарите имаат можност да бидат и со славни личности, иако може би вам лично тоа не би била тенденција, али некој настан особено што ви останал така како драг, каде што сте биле потполна, каде што ви била и чест и задоволство да известувате, да пишувате, да обработувате тема и така натаму. Вака сега. Значи, ја многу не се вознесувам на познати личности. Со тоа, ја бев со тој. Така. За мене сите луѓе се прво битни како луѓе. Драго ми е што направив интервју со поранешниот председател Киро Глигоров. Драго ми е што 2-3 пати го видов Трајковски. Што, ете, сум била во близина на Црвенковски, например. Што сум го подпрашала Ѓорѓе Иванов, нешто. Меѓутоа, не е тоа битно.
Сум имала разговори со сега поранешна министерка за внатрешно за одбрана на Словенија, ама тоа е моја лична пријателка. Уште од студентски денови. Така. Значи, таа е исто нормален човек. Сум имала например, со Зијек Соколовиќ. Тоа може би ми е. На деновите на комедија. Да, на деновите на комедија. Мене, не знам, тоа се сепак луѓе кои си ја вршат својата професија. Например, од групата Легенде, од Белград, пријатели ни се. Лични пријатели ни се луѓето. А тие гледате колку се познати, славни, што ја знам. И едноставни исто И време. едноставни, да. Еве синоќ разговарав со еден академик од Белград кој е исто наш личен пријател. Како ја сега да го гледам тоа да се вознесам. Ја бев со овој, разговарав со оној. Па и тие се луѓе. Сосема нормални, со исти проблеми. Позицијата му е таква каква што е. Повеќе прашањето ми беше во насока за нешто на што вие сте си лично така горда што сте пишувале за тоа, што сте знаеле на најадекватен начин да информирате, да укажете, да нешто да се издвоите што сте си се почувствувале себе си дека вие сте вистинската за таа работа. Ја немам такво чувство. Еден наш сега пензиониран колега имаше обичај да каже новинар е јунак на денот, и ја тоа сум го почувствувала. И денеска оној кој работи дневно новинарство, иако јас не работам 100% дневно новинарство, сепак е тука, денеска работам едно, тоа се завршува, веќе морам да размислувам, да добивам друга идеја за нешто друго. Не можам ја да бидам горда. Тоа е работа. Што е тоа гордост? Многу често се злоупотребува тој збор. И јас единствено, еве, и уште една колешка или две ме прашаа претходно во разговорите, јас сум горда на своите предци, горда сум на моите родители, горда и благодарна што биле строги со мене, а сепак сум се изборила со нивната строгост и да фатам кривини. Така. Да. И горда сум што тие мислам, драго ми е што забележале дека фаќам кривини, ама не ме санкционирале. И мислам дека на тој начин добро ме насочиле во животот. Инаку, за работа, сега сум со Микица, утре сум со например градоначалникот, задутре сум со председателот на Советот. Тоа е нормално за новинарската професија. Тоа е нормално. Или не знам од која партија е, или каков лидер е, па сега сите тие потекнуваат, нели, од народот, сите ние сме народот, секој си ја врши својата работа. Може да бидеш исполнет ако си задоволен од она што си завршил. Некогаш сакам поубаво да го направам прилогот, да го напишам текстот. Едноставно во тој момент не ми се дава и тоа е тоа. И после може би ми е криво, меѓутоа нема враќање во новинарството, времето е најскапоцено нешто. Така. Сте се бавили ли во некој период со по-долгорочно, временски, со некој истражувачко новинарство, со некоја настан кој што траел подолго, а вие сте го следеле, и каков е впрочем вашиот став за истражувачкото новинарство, еве конкретно во Македонија? Кога работев во весниците, имаше такви теми кои мора да бидат во продолжетоци, нели, па сега од различити бранши, меѓутоа имаше такви теми, ама тоа не е истражувачко новинарство. Тоа е вествониза, што би кажале нашите професори. Меѓутоа, не класично вествониза, ама во таа смисла, да. Истражувачко новинарство кај нас се употребува многу често зборот, мислам, терминот, и што за мене е злоупотреба. Луѓето мислат дека ако некој се занимава со трачеви, дека тоа е истражување. Да. Ако јас сега седнам и испрашам некој си таму за Микица и он ми каже Микица ова, и ја го објавам тоа, тоа е истражување. Никој не можел да го дознае, освен јас што сум го дознала. Истражувачко новинарство
сега ќе си земам за слобода да кажам, е наука. Не можеме ние во Македонија, а па Куманово посебно, па било кој град, Македонија, значи, ни во Скопје дури, да се занимаваме со истражувачко новинарство. Само кратко ќе речам зошто. За да имате новинар истражувач, треба да биде добро платен, стимулиран, мотивиран. Главно истражувањата се за опасни теми и за некои големи луѓе што вртат профит. Потоа, тој новинар треба да има заштита. Ја ова сум го научила од еден канадски новинар, детајно, затоа што ме интересирало. Ова може би го нема во книгите, ја детајно од него сум го научила и затоа, еве, благодарам за приликата да го кажам. Значи, и нам ние често еве ќе слушаме ексклузивно. нешто. Да. Значи, мора новинарот да има обезбедување. Мора да има возила. И тоа не едно, 2, 3. Мора неговото семејство дискретно да е обезбедено. Мора неговите извори да се добро платени. Истражувањето трае долго време. И да се разбереме, не можеме ние тука да правиме импровизација. Имаме ли ние нешто такво? Има подточки, меѓутоа да не навлегуваме во тоа. Што рековте дека истражувачкото новинарство е наука, се согласувам со ова затоа што исто нешто би додала тука. Новинарот кој што ќе се бави со истражување на одредена област, многу треба да знае. Тој лично покрај тоа што ќе одличен новинар, треба да биде и одличен експерт за таа област која што ја истражува. Јасно. А инаку јас лично не ми е предизвик истражувачко новинарство. Мене тоа ми е здодевно. Ја не можам толку многу да се задржувам на тоа. Ја мислам дека за да навлезам во тоа, ја треба да не спијам година дена. Затоа што сум љубопитна по природа и стално нешто ќе ме мачи. Ќе барате, да. Да, и мислам дека тоа би ми било, на крај би ми било здодевно, затоа и книгите ги тргам на страна, не ми се пишува, затоа што такви процеси долги ми се напорни и издодевни. Јас сакам секој момент нешто ново и на овие години. Така. Барате ли уште некои новинарски пера по времено да прочитате, да видите кој е вашиот идол, впрочем, во новинарството? Еве. Па не, идол немам. Мислам дека има многу добри новинарски пера, а ја не можам, тие се во некои други околности, некој друг калибар, живееле во некое друго поинакво време, имале поинакво потекло. Например, ја сум сакала со сласт, со задоволство да го читам Богдан Тирнанич, кој не е веќе меѓу живите, Јук Гризелј. Па еве Тања Торбарина, па имаше уште многу. Па Александар Тијанич, без оглед што се и се што му припишува Теваков, Тетаков, мислам дека беше добар. Сакам на телевизија да ја гледам Оливера Ковачевиќ. Сакам понекогаш и Марич да го слушам, зависи од гостите. Значи тука сакам да селектирате што сакате. Извонреден, он многу знае, меѓутоа зависи кој му е гост. Не секогаш новинарот да биде во прв план, па иако тој не се труди, понекогаш знае да забега, ама и тоа е човечки, нели? Да. Има многу. Имаме ние во Македонија, например, мојот другар Звездан Ѓорѓевски сакам исто, Гоце Ристевски исто сакам да го читам. Па има уште некои сега во моментов не можам да се сетам. Тоа се исто луѓе кои заслужуваат да бидат знаат. Да. Умеат. И зошто да не? За жал многу мои колеги кои беа добри пишувачи не се веќе во новинарската професија. Нели како беше она, новинарството е прекрасна професија ако навреме се напушти. Ја не знам, па не сум ни помислила да ја напуштам, значи... Значи и повторно кога би се родиле, пак би биле новинар? Веројатно. Мислам дека нема дилема кај вас тоа, колку што ве познавам. Да, колку и да е тешко, колку и да има некој така незадоволство, мислам дека
Еднаш новинар, секогаш новинар. Па и овие што се во пензија, верувам дека црвото уште ги јаде. Така, имаме ли, односно имате ли вие сте гост, нешто да им порачате така поатрактивно на вашите колеги новинари пред се? Па на моите повозрастни колеги нема што да им порачувам, они си знаат се. На помладите колеги можам само да им порачам дека треба да ја сакаат оваа професија ако сакаат да работат, ако не навреме нека си заминат, дека можеби ќе бидат поуспешни, подобри во некоја друга, да не си го губат времето и тие да се мачат и тие и другите околу нив. Новинарството како и секоја професија, како секој занет мора да се сака, мора да се работи пожртвувано и мора и сами да се наобразуваат, да читаат, да гледаат, да слушаат, да учат. Учењето е неопходно. Да, вие, драги гледачи, верувајте им на новинарите. Тие сепак се луѓе кои што се грижат секојдневно да ви информираат и да бидат со вас и на ваша страна. Ви благодарам за гостувањето, а вам за вниманието, драги гледачи. Благодарам за поканата и многу успех на телевизијата К3. Благодарам уште еднаш.